уклучен во живо во централните вести на Канал 5 е мирниот, тивок и скромен охрињанец Љупчо Атанасов, кој е непознат во македонската поширока јавност, но затоа е многу почитуван во Хрватска. Причината е неговата храброст и човечност искажана во 1991 година за време на борбите во градот Вуковар. Љупчо, ако се слушаме, добре дојде во вестите на Канал 5. Во Хрватска се познат по прекарот македонскиот Шиндлер. Како го доби овој прекар по познатиот шведски хуманист кој што во Втората светска војна спасил стотици евреи од германските нацисти? Па видите сега, да ме скоредува со некој Шиндлер е голема работа. Делото што го направив, не го направив во некој побуди да покасно бидам како сега што се случи ова, но во тој момент беше многу тешко да се донеси таква одлука, но јас сепак ја донесов. И ево сега сме кај што сме. Така, Иденови беше во хрватската метропола во Загреб на погреб на една од личностите кои што ги спаси во тие тешки денови на граѓанската војна во Југославија. Како се случи да останеш во контакт со тие луѓе, чиј што живот практично го продолжи тогаш? Видите, јас единствено од сите тие 70-тина луѓе ја запамтив само таа жена која во тој момент беше заедно со нејзиниот син кој во тоа време имаше само 4 години и цели 21 година требаше да се случи повторно да ја пронајдам преку социјалните мрежи. И од тогаш навака, значи поточно 2012 година, ние бевме во постојан контакт и баш таа личност, која беше една од најмаркатните личности во тоа време на тоа место, доживеа и загина во сообраќајна несреќа пред 10 дена во Загреб. Така, Љупчо, ти во текот на денешните подготовки за овој разговор не сакаше да бидеш гостин на Канал 5, велиш дека секој човек треба да биде хуман, треба да помогне на други луѓе кога ти имаат потреба. Меѓутоа сепак твоето дело е несекојдневно, тоа апсолутно го почитуваат хрватските и медиуми, хрватската јавност. Едно прашање овде, колкава енергија е потребна да се биде херој и тоа во ситуација кога навистина многу лесно можело да се изгуби глава? Колку е тешко покрај целата опасност да се ризикува и како што тогаш ти го направи тоа да ги спаси тие 70 луѓе? Видите, енергијата е секогаш тука некаде до вас, но вие не сте свесни во тој момент колкава количина на енергија треба да потрошите. Секој оној кој е обучен за такви работи, значи мора во такви моменти да размислува брзо, да донесува брзи одлуки, како што се случи со мене, каде што покасно се испостави дека таа одлука била вистински права и на право место и во право време. Така да околу енергиите не можам да ви кажам колкава енергија, само знам дека чувствувам голем страх. Така, практично вашиот гест беше во една ситуација кога доколку луѓето кои што ги спасите 70 луѓе, доколку не ви текнеше да ги ставите во автобус на една и не ги однесевте во касарна каде што беа барем привремено на безбедно и подоцна разменети и спасени, тие луѓе ке беа за жал покојни. Во тој момент, сеќавате ли што размислувавте? Да размислувавте за вашето семејство, за Македонија, за тоа што се може да ви се случи? Видите, правиот војник никогаш не размислува за своето семејство. Размислува само за она што го работи во тој момент. Јас размислував во тој момент само на тие луѓе кои беа вистински безпомошни, каде што беа изложени на едно систематско уништување и мене ми беше во главата единствено да ги спасам нив. Ако не, јас најверојатно во тој момент ќе завршев заедно и со нив, како што ќе завршат и тие. Какви беа подоцна реакциите од страна на пример на вашите претпоставени во тогашната Југословенска народна армија кога сватија што сте направиле? Реакциите беа многу чудни, нормално несватливи за нив, но сепак со мојот став јас им докажав дека правам една добра работа, односно исправна во тоа време. И секој оној кој е обучен да води војна и знае правилата какви се во војна и какви се правилата кога ќе престанат борбените действија. Секој оној кој ќе ги прекрши тие правила постанува воен злочинец, а јас нити тогаш, нити сега и не дај Боже во иднина немам намера да бидам воен злочинец. Ако повторно се најдам во таква ситуација, јас сигурно повторно истото ќе направам. Не е за разлика за кој народ се работи. Така,
Сдруженијата на бранителите во Хрватска денојве предлагаат да добиете и хрватски орден, како што тоа се случи со адмиралот, например, Боцинов, кој што во истото време за кој што сега зборуваме, одби да го гранатира градот Сплит. Ќе ја прифатите ли ова да речам благодарница од страна на хрватскиот народ? Јас на почетокот ви рекол дека ништо не работам во животот да би добил некоја награда. Но кога веќе е тоа сторено и кога тие луѓе го предлагаат тоа, јас сигурно ќе го прифатам и сигурно тоа ќе го посветам на сите оние кои страдаат во таа војна и на оние кои останаа живи и нормално на моите најблиски. Љупчо, ти благодарам за гостувањето во вестите на Канал 5. Да повторам уште еднаш за нашите гледачи, се работи за Љупчо Атанасов, македонски херој кој што хрватските медиуми, хрватската јавност денојве го нарекуваат и македонскиот Шиднер заради својата храброст покажана во далечната 1991 година во текот на војната во Хрватска, кога тој на своја иницијатива спаси 70 хрватски луѓе кои што успеа во текот на ноќта со огромна храброст да ги префрли на сигурно и со тоа се разбира да заработи огромна благодарност од државата Хрватска. Љупчо, уште еднаш благодарам.